ја добивте редакцијата на вчерашни новости. Во моментов, сите новинари се на терен. Ве молиме, оставете порака. Или болje не оставајте и така не изслушаме. Поздравче! Лека ноќ, недела, ден за вчерашни новости. Местото од каде веќе трета сезона дознавате последни. Лека ноќ и од мене, јас сум Александар и Јелена и одовде ве носиме чекор за ците. Доколку сакате во моментов, можете да не следите и во живо на Facebook, а доколку не, останете тука. Еве што ќе гледаме. Вчерашни на терен, како помина забавата по повод отворањето на новиот автопат. Супер, може да види игра Ором. Откриваме која е новата задача за Мирко во шоуто Се за летно тело. Скандал! Маја некнешни отпадна од квизот, кој ќе се надпреварува против Мартин. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Доживејте го хоризонтот како поидовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Доаѓа пролет. Време е за Балашевиќ во Скопје. Хлеба и аудиција. Билетите се во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Avalon Production. Во петокот со низа манифестации беше одбележана годишнината од крвавиот четврток, кој се случи минатата година на 27 април, кога неколкумина граѓани има убава можност да се запознаат со пратениците и низ директен контакт со нив да ги споделат своите знаења за демократијата. Да погледнеме како помина прославата. Главната церемонија се одржа во Кривичниот суд, каде во присуство на најзнаменитите учесници во ланската манифестација по повод овој ден премиерно беа проектирани ексклузивните видеозаписи од собраниските камери. Ниту оваа година поранешниот премиер не зема директно учество на прославата, иако за разлика од лани поради проблеми со документите, тој годинава не беше во Виена, туку остана во Скопје. Најголем дел од актерите прославата ја продолжија на затворена забава во Шутка, додека дел од организаторите на ланскиот фестивал од објективни причини годишнината ја чествуваа во домашна атмосфера. Се случи чудо во Македонија. Иванов изјавил дека не бил информиран. Шега, се разбира, чудо ке беше ако беше информиран. Значи, од вчерашната средба се уште немаме никакви информации. Од кабинетот на Иванов појаснија дека тој секако планира да се информира за преговорите за името во догледно време, најдоцна до крајот на неговиот мандат, откако ќе завршат сите приоритетни обврски на председател. Пред се пифтијадата, калинкијадата, ракијадата, смоквијадата и Охридскиот пливачки маратон. Оттаму најавуваат и лидерска средба за последно, зашто со излевањето на Охридското езеро се помести и рутата на маратонот, па потребен е државен консензус стартот да се помести неколку метра понапред.
Минатата недела портпаролот на владата на Република Македонија, како и секогаш така и овој пат, транспарентно и отчетно и се обрати преку видео на Твитер заедницата. Да го погледнеме обраќањето. Здраво, Твитер, пред малку заврши 64-та владина седница. Сега ќе влеземе во одделението за дигитални комуникации на владата. Зад мене се колегите што работат на... Се извинуваме, тоа беше грешно видео. Ќе замолам од режија да го пуштат оригиналното видео. Здраво, Твитерџи, како што знаете, заврши 67-та владина седница. Нова недела, нови реформи, нови идеи. Помина 3, помина 6, помина 9, сега наред е планот 18. Како што знаете, ние работиме 24/7 напорно. Не за разлика од оние што ги испративме во историјата од минатата гарнитура, ние не се фалиме за тоа. Сепак владата одлучи да ги гради чебрени галиште, иако и минатата власт тоа го имаше на ум, но тогаш екоактивистите се побунија. Сега од кога ги вработивме влада, одеднаш и стана окей. Може би рисовите ќе ги убиеме, може и ќе ги вработиме у влада, никогаш не се знае. Тоа е тоа, се гледаме во некоја наредна прилика, имајте убав ден. Вице-премиерот за економски прашања во владата Кочо Ангјушев се заканил со тужба на Слагјана Тасева, председателката на Transparency International Македонија, за објавите во кои таа го обвинува за вмешаност во стечајот на Фени. Покрај заканите кои ги упатил, тој се пофалил на Тасева и дека е најмладиот доктор на науки, додавајќи дека оваа држава не го заслужува. Најмладиот доктор на науки ги демантира овие обвинувања и вели дека постапката за стечај на Фени е законска и е топ. Сепак во име на Ангјушев на Сладжана Тасева и се извини премиерот Заев, кој очигледно е навикнат да се извинува за туѓите грешки. Во понеделникот по повод отворањето на автопатот Демиркапија Смоквица се организираше голема веселба со жива музика и чочек. Иако сите мислеа дека Министерството за транспорт и врски стои зад организацијата на прославата, сепак отаму се оградија од чочекот и одговорноста за организацијата ја презеде фирмата Актор. Колешката Јелисалфета ги има деталите. Разговараме со господинот Левтакис, кој што е музички советник за отварање на тунели, па како помина прославата? Супер! Супер! Може да види игра оро, музика, весело, оркестро, блех, све супер. Наша фирма организира забава за отварање на автопат. Охи патни на автопат. Скопје Алкидики моно 3 орес. Моно 3 орес. Максимум брзина е 4,5 км годишно. 4,5 км годишно? Да, гради 4,5 км годишно, 6 години 28 км. И супер. Актор стана позната фирма по тоа што излекувавте пари од банките во Неготино и ги испумпувавте надворено чудо од држава. Ела, музика, забава, актор, пари. Да, излекува пари и кес од неготински банки, кес и сега плати музика овдека кес. Музика Скопје нема транзакцијска, сега кес. Музика врати пари Скопје, економија Скопје, каталевес. Тоа весело малку иде, ајде. А вие од актор сте? Охи актор. Јас сум актер, што знае скопско-грчките збори. Каталевес. По изразот очигледно ви прија автопатот. Кажете ми, сметате ли дека 2 патарини се многу на 20 километри? Не бе, девојче, како може од Скопје до Гостивар да има 4 ш? 2 не е ништо. Тоа значи дека граѓаните им ќе си плаќаат 2 патарини, им ќе си го враќаат кредитот за изградба на автопатот. Абе види, ти кога ќе земеш уопште не е скупо. Пази, унутра имаш патарина, имаш тунел, имаш жива музика, авторски хонорари платени према зам, па што сакате бе луѓе? Прв пат го се втосувате? Абе да, сега, прв пат 200 сум шишкал унутра и фрлив, тука имав некои пластични флаши, имав некои сладолед, некои креативчиња, пуканки, све фрлив унутра да му направам сефте како што треба. Влази си му на автопатот студио. Ти благодарам, Јелисалфета, а поголемата веселба што се случи при отворањето на автопатот, никој не веруваше дека токму ова може да предизвика последици и во обичното секојдневие на граѓаните на Република Македонија, например на крштевка, свадба, именден или повојница. Колегата Паша Зото во моментов баш се наоѓа на една свадба, па предлагам ако е подготвен линкот да го вклучиме. Режија, можеме?
Да, можеме. Тука сме малце овде тивко како некој Добар ли си, Ланчо? Да, добар сум, Елена, ти благодарам. Изгледа малце подранив, овде нема никој. Да, музиката ја нема. Зашто е малце ко на погреб? Зашо нема музика? Како нема музика? Нема музика. Нема музика. Што се случи? Не знам што се случува, ова не е нормално. Не се ни чувствувам ко невеста. Тоа се случува. Види, овдека свадба, а тишина, што да ти кажам, дури језиво. Кај се музичарите, дали може музичарите да земат? Знаат за кој е Мики брзината, да не се увем втор пут. Кој музичари бе, брат, гледаш дека не можеш да најдам, онаму идат по тунели на Партизанска, се забавлjaат. Што треба да земам да испукам некој овдека? Отварат на Партизанска булевар. Ова е тажно, да. Ова е тажно. Добро, и сега што ќе правите? Сега касетофон. Касетофон? Ке играме на касетофон. Да. Фрлико. Може да го да. Ете, драги гледачи, како што гледате, среќно се заврши. Арчи го фати Бидермајер од студио. Не, треба да видат кој е Мики брзина, да дојдам таму и да биде за 2 минути овде да има музика, али ајде. Ти благодарам, Ланчо. За жал или среќа, ефектот наречен чочек за отворање не заврши тука. Интересна и топла, полна со нежност и амбиција. Таква сторија ќе гледате во вчерашни. Сторија за Милан, момче од Скопско-Маџари. Навидум обично момче кое сака се што сакаат младите. Кладилница, брзи кредити, бавно југо, викенд забава со домашна ракија и експертизи на Фејсбук за социополитичката состојба. Но еден ден Милан се разбуди, стана и го деактивираше својот Фејсбук профил. Никој не веруваше. Животот е поише од Фејсбук и од фейк потврдување на исправноста на твоите ставови од некои си истомисленици кои наводно се твои пријатели на Фејсбук, уствари се у Фејсбук бабл. Се некој нула и кец таму, некој код. Не можам да кажам дека не се секирам многу, код не знам во некоја секта да не влезе, не знам, место да се расправа за политика на Фејсбук и да му фрча вируси од порно сајтови, тој зел да чита книги, бе, книги. Абе, ја немам Фејсбук. И што ми фали ако немам Фејсбук? Тебе што ти фали? Правите пријатели сите знаеме дека се у кафана, нели тате? Значи се надвор, бар, дружба, другари. Баш пошто не верувате, баш сега ќе видите што е прави другари што се. Кога си надвор, секој може да ти биде пријател. Извинете, може да ви се придружам? Извинете, може да ви се придружам? Извинете, може да ви се придружам? Вие се лапат изгледа. И реков ја, значи, реков ја да Гоца, Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot. Далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со мирина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка.
Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Драма во Струга. Според партиски извори, искршен е ѕидот кој го дели објектот на општината и штабот на Алијансата за албанците. Од партијата на поранешниот градоначалник Зијадин Села се жала дека новите власти се однесуваат хулигански и доставија до медиумите фотографии од урнатиот ѕид. Вчерашни контактираше и општински извори. Отта они рекоја дека ако можеше да панни еден берлински ѕид, зошто да не панни ѕидо меѓу општина Струга и Алијансата на албанците. Ова не е време на кревање нови ѕидои, туку на уривање на старите, велат од општината. Неофицијално, дополнителна причина за уривањето на ѕидо било што почесто забележувале луѓе на Алијансата на албанците како со празни чашки од јогурчиња прислушкувале преку ѕидот што се зборува во локалната самоуправа. Уште од времето на филмот Телохранител со Кевин Костнер и Витни Хјустон, луѓето си го поставуваат прашањето како е да се биде телохранител, да се биде одговорен за туг живот, да се работи во секакви услови, да се стави животот на коцка и не само животот, туку и видот. Една изјава на еден телохранител ќе ве остави без див. Со оглед дека седам напред во возилото и гледам напред, имавме проблем со шофершевната која почна да ни прави диоптрија. После возење на возилото имавме проблем со главата, бидејќи гледаме низ шофершевната и можне од диоптријата што ни прави шофершевната да го расипеме видот. Вели Дејан Митревски Урко, раскажувајќи за проблемите кои ги имале со старото блиндирано возило во кое се возел Никола Груевски како премиер, велејќи дека 6 години го молел да купи нов блиндиран Мерцедес. И работодавецот на овој човек се сеќава со тага на овие времиња. Еве што тој имаше да каже пред новинарите. Мерцедесот не беше за мене купен, туку тој имаше потреба, значи за луѓето им беше. Така е. А вие сте? Јас сум офталмолог и може да потврдам дека шофершевна ако е со погрешна диоптрија, тоа може да влијае на видот, може да се расипе. А мониторчињата на задните седишта? И мониторчињата исто така, не е убаво деца да гледаат од близко и на мобилен и на ова, треба капки за тоа на очите и на дистанца да биде. Не ве праша вас. И реков ја, значи, да Гоца, те молам види таму ова на луѓето им ги осипав очи видот, значи диоптел некој развија. Дајте молам набави види некоја кола таму, некоја кола што е брендирана со некои цвикеви што нудат. И така Мерцедес ни понудија кола со цвикеви Мајбах. Да. И беше доста убедлива понудата да утешија да рече на некој начин. Да, ама цвикерите Мајбах вие си ги носевте, не им ги дадовте на телохранителите. Па добро, цвикерите беа за сонце, они не беа со диоптел. Видите, ја како офталмолог да кажам, значи шофершевна ако нема диоптрија, ако е погрешна диоптрија, тоа може да влијае на центарот за донесување на рационални одлуки и воопшто. И на очири за сонце. И вие сите да носите на очири за сонце, шапка да се тури, капки за очи, обавезно капки, затоа што може, ова не е сонце, више ништо, ова може да оштети, мора да се најде некаков баланс у целата оваа ситуација. Тоа е друга тема. Не е друга тема, тоа е... Студија? Не е тоа друга тема, тоа е, треба да се штитите од сонцето, гледате тука сите и вие без наочари Нов расплет во нашиот новинарски квиз. Маја Некнешни се откажа од играта и автоматски тоа го однесе Мартин 99 во финалето.
Значи, комплетно сум револтирана заради очигледните местенки, протекционизам, лажирање, сексизам, тенденциозност, неферизам. Значи, спремна сум да ја тужам редакцијата на вчерашни и тоа да ја тужам на Меѓународниот суд за квизови во Кенигсберг, Германија. Многу ни е жал за Маја, но ние сме конечно во финалето на новинарскиот тест. Во него ги гледаме предизвикувачот Мартин 99, кој што службено го доби полуфиналето, а од другата страна е Арчи. Дали сме спремни, дечки? Спремни. Ајде. Пина Бауш во 1979 година во Берлин го отвори првото интернационално, интердисциплинарно, мултимедијално, модерно танцово. Арчи? Студио. Точен одговор. Шо? Леонардо да Винчи соработувал со Лоренцо Ди Креди во своето сликарско. Арчи? Студио. Точен одговор. Музичките албуми се снимаат и мастерираат во... Повели, Арчи? Студио. Студио, браво. Каде се наоѓате во Моментов? Ајде, Мартин. Во Моментов се наоѓаме во Телма телевизија, во Карпош 4 на Никола Парапунов безброј. Ке ми треба поконкретен одговор. Арчи? Студио. Точен одговор. Како се вика апартман без преградни ѕидови за собите? Арчи? Студио. Точен одговор. Многу глупо ти е тоа, научи некој друг збор. Јас завчера со фотограф праве фотосесија во фотографско. Арчи? Студио. Точен одговор. Може да ги видам фотките? Не, Мартин, не можеш. Значи, ништо не ми иде денес. Како Шекспир би кажал дека му е ладно? Мартин? Значи, Вилијам не е зимурлив и он никогаш не би признал дека му е ладно, него би трпел. Не, Арчи? Студио. Така, некако, точно. Па тоа студио, ајде, истите па тебе многу различно како ќе го кажеш. Па повеќе од очигледно е кој е нашиот нов шампион денеска. Мартин 99, дали очекуваше ваков пресврт на настаните? Види Елена, јас не дека не се спремав, него просто налетав на премногу силен противник. Прашањата беа претешки, меѓутоа сепак сакам да му честитам на Арчи, онака баш ферски ме уби, ме потепа. Па така и си заслужи Мартин. А ние продолжуваме со вчерашни. А валда му е, значи се знае како е наместник ви, доаѓа так. Среќни вести! Конечно во Македонија се отвори новата кујна во станот на едно семејство. А во вторникот минатата недела, во центарот на Кочани се случи отворање на еден магацин. Неделава во една општина во Источна Македонија се отвори една ролетна, која сакаше да... Останете со вчерашни. Амбасадорите на САД, Велика Британија и Холандија деновиве беа забележани како чиста ѓубре на бреговите и по течението на реката Вардар. Како што велат, тие ова го прават за почиста средина и со цел да ја подигнат свеста на граѓаните за екологијата, а задоволни се и од јавното предпријатие Комуналец. На линк го имаме господинот Танас, вработен во оваа компанија. Може, многу сакаме да и поддржиме оние амбасадорите што ни чистат. Многу убаво е тоа. И поддржваме тоа акцијата што е. Сакаме и кај нас да дојдат, ги видовме дека знаат да работат. Може да дојдат да извадат книжка, да ги клат да бидат шефови. Примерен сум сега. Ево чистам. Паркот на непобедените или могилата на револуцијата во Прилеп е изградена во чест на паднатите борци од народно-ослободителната борба, споменик кој раскажува приказна за непокорот на еден народ. Сега овој споменик раскажува за непроменливоста, скоро па непокор на еден народ кој никако не сака да ги смени своите навики и да престани да фрла отпадоци надвор од кантите. Од јавното предпријатие Комуналец Прилеп изјавуваат дека само во кантите за отпадоци во паркот на револуцијата нема ѓубре.
Од општина Прилеп само што ни дојде соопштение во кое смируваат, додавајќи дека треба да сме оптимисти, бидејќи ако ништо друго, барем името на новата депонија е одредено. И кај да е, таа може официјално да биде отворена. Тишина! Па се обидуваме вести да водиме. А ние продолжуваме со вчерашни. Скопје. Градот во кој повеќе нема простор за забава и разонода на децата и туристите. Имено реквизити од Скопскиот Луна парк од времето на палеолитот конечно заминаа во историјата како старо железо. По оваа тажна вест и во недостаток на панорамско тркало, кога единствената атракција на метрополата остана туристичката стража од војници, комити и партизани, Шилегов без срам реши и таа да ни ја укине. Сега да ни остана буквално ништо во градот, освен да заиграме еден чочек. Добро е матера, нели имате некој тунел за отворање? Ајде ве оставете ме мола. Ајде ве мола. Па ова више, ништо не личи. Шо кажам више, аман. Во вагата е вистината, ке рече кинескиот мислител Фенг Шуј. Затоа внимавајте бројките на вагата пред да дојде летото да бидат барем двоцифрени. А сега да видиме како му оди на нашиот екземплар Мирко во неговиот обид за слабење во реалното шоу Се за летно тело. Во претходната епизода Се за летно тело гледавте. Мирко, дали си спремен? Не. По неуспехот на Мирко да ослаби со помош на фитнес инструктор, време е за нешто ново. По совет на пријател кој изгубил 7 килограми за само 3 недели, Мирко се реши да испроба и таа техника. Ја му верувам на Лазо. Мислам, пријателче ми е, го гледам баш ко ослабен, има резултати. Повикам, ај, ја ќе се пробам на водно. Ако ништо друго, барам чист воздух. Значи, ја као прав скопјанец се решив да напуштам кросфит и све друго што вежбав и бодибилдинг и да се качувам на водно. Значи, водно е права ствар и чим на мене успее, ќе успее и на него. Ја видиме, чан шлангсум. Значи, трети ден тука као сме на водно со Лазо, значи, стварно бољи се осеќам. Трет ден е, човече, бољи дишам, пуќава ми сија. Баш убаво, гледај зелено, трева, лабаво. Што сам, многу ѓубре, што народ ќе бевме ѓубре за нигде. Што е ој, наше ова, не е само ваше, јас сакам тука на чисто да беам. Веќе на петиот ден, Мирко се навикна на ѓубрето на водно. За да може да се вклопи во општествените навики, почна и тој да го носи ѓубрето од дома и да го расфрла низ падините на водно. Како се чувствуваш, Мирко? Многу бољи, Ланчо, како ти кажам, значи после 7 дена дефинитивно бољи сум. Не сгрешив што му верував на другарчо Лазо, пошто стварно разбира човекот. Браво. Сега ќе поставиме прашањето што верувам дека јавноста интересира и публиката што го прати ова шоу. Колку изгуби? Колку, баш со Лазо рачунавме околу 1500 отприлика. 1500 калории? Не бе, какви калории? Денари бе? Какви калории? Јас мислам, се троши колава, нафта еден 5 дизелаш возам, а пак недела дена до водно, назад поскапа. Чекај малку, не ми е јасно. Ти со кола идеше цело време на водно? Тоа брат, зашо да идам? Пешки ли да се растечам на сонцево, да? Мислам. Значи, знаете што? Значи, се. Значи, и не, еве следен тренинг можеш да направиш да земеш еден мотор, турирај го и види колку од стискање на педала ќе симнеш килажа. Не ми се верува, човече. Пошто знаете како викаат, sun's out, guns out. Stay fit. Се гледаме наредната епизода. А сега полека доаѓаме до почетокот на вчерашни. Не остане уште последни да дознаеме каква ќе биде времето. Следува Ведермен. За топло време од секогаш сум се бунел. Иако многу би ми рекле баш си чуден, сонцево топи калории, а ја поглед на тоа од секогаш останав студен. Не знам што сторија, испоотворија. Прашање за името
Тука нека да започнуваме со вчерашни. Не грижете се ако нешто пропуштивте, бидејќи уште вечерва епизодата ја имате на YouTube. Така е, Елена. А вие можете да се подготвувате за првомајските излети. Само не заборавајте да го оставите ѓубрето во природата. Со нас се гледате следната недела во 20 часот на истото место. Сега сте чекор за ците. Останете така. Така како секогаш.